најме кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, господинот Васил Пишев. Добро вечер, победничка Струмица! На 5 јуни Струмица победила! Драги браќа и сестри, да се биде дел од овој победнички тим е чест и одговорност што може и мора да се оправда само со посветеност, труд, верба во тоа дека граѓаните заслужуваат подобра и поуспешна Македонија. Македонија во која секој ќе има еднакви можности. Еднакви можности во сите сфери на современото живење, но особено во економијата, која е основа за развој на секоја држава, регион или општина. Нашата партија, ВМРО ДПМН, предводена од нашиот премиер, господинот Никола Груевски, за неполни 5 години успеа да ја прероди Македонија. Успеа во сферата на бизнисот само за еден мандат да ја отргне од економското дно, во кое не вовлече транзицијската олигархија на Бранко Црвенковски и да ја постави на колосекот на економскиот развој. Економскиот развој кој се темели на ниски даноци и фискална стабилност. Почитувани, јас сум деловен човек кој патува и е во постојани контакти со луѓе, со деловни луѓе од најблиското соседство. И сите признаваат дека владата на ВМРО ДПМН успеа во услови на светска економска криза да не дозволи економијата и стопанството да трпат последици. Напротив, за разлика од соседните земји, каде што не се исплаќаат пензии, каде што секојдневно се зголемуваат даноци и се превземаат мерки на штедење, Македонија во првиот квартал од годината забележува голем економски пораст. Нашите политички противници велат тоа не е било вистина. Па јас можам да порачам само една работа. Ако не ви е срамота, излезете во сабота на пазар и ќе видите колку луѓе доаѓаат од Бугарија и Грција да ги посетат нашите продавници во Струмица. Добро, ако е така, јас лично ги прашувам од ова место, кога во последните 20 години имало повеќе градишни кранови во сите делови во Македонија и во градот и општината Струмица. Кога имало редовен откуп на тутунот, кога биле повисоки цените на радоградинарските производи и кога имало високи исплати на субвенции. Граѓаните знаат, само во времето на ДПМН, предводена од нашиот премиер, господинот Никола Груевски, граѓаните на Струмица знаат дека залагите на Заев и компанијата се ближи крај. Тие велат дека владата на ВМРО ДПМН наместо да гради фабрики, гради споменици и плоштади. Ако е така, зошто па тие не изградија фабрики, туку изградија плоштад, споменици и фонтани? Ги повикувам од ова место да престанат со пропаганда која на Македонија и Струмица
и носат негативни поени кај странските инвеститори. Им порачувам лично дека ова не е 1997 година, кога со алковоз и подметнување и лаги се обидува мене лично да ми ја расторат првата Гринфилд инвестиција, странска инвестиција во Македонија, фабриката за масло Алмакс од Струмица, кој ден денес представува столб на сигурноста за одржување на цената на маслото за јадење во Република Македонија. Им порачувам дека цврсто ќе ја браниме секоја своја идеја, секоја иницијатива. Ви ветувам, затоа што знам, можам и сакам со вас да го споделам искуството на 3 генерации еснафи и трговци, кои се што стекнале било со личен и семеен труд. Затоа ве повикувам на 5 јуни да кажете да за продолжување на реформите и развојот на Република Македонија и општина Струмица. На 5 јуни да гласаме за број 5. Да живее ВМРО, да помане, да живее победничка Струмица!